На граѓаните им е потребна нова помош, бидејќи досегашната не била соодветна на негативните инфлаторни ефекти. Доколку навистина им мислат добро на граѓаните, владата треба да реагира веднаш, категорични се од ВМРО-ДПМН. Потребни се нови итни мерки за помош на граѓаните и стопанството. Дефинитивно, реакциите по однос на мерките кои што ги предложи владата се дека тие се недоволни, не ги опаќаат сите категории на граѓани и дека треба да бидат итни, односно веднаш. Во истиот контекст, ВМРО до Комисијата за финансии денес поднесе 6 амандмани на Законот за финансиска помош на граѓаните, кои меѓу другото опфаќаат финансиска поддршка од 3000 денари да има за сите самохрани родители, а не само за оние чии деца се на возраст до 7 години и се приматели на гарантирана минимална помош. Бараме дополнително по 3000 денари месечна финансиска поддршка за сите средношколци, деца без родители и родителска грижа, по 3000 денари за невработени лица кои се активни баратели на работа, како и за корисниците на гарантирана минимална помош. Дополнително сметаме дека поддршката за пензионерите е недоволна и не ги опфаќа сите и токму заради тоа бараме сите пензионери примања до 18.000 денари да добијат месечна финансиска поддршка од 3.000 денари. Тие што имаат пензија до 30.000 денари да добијат 2.000 денари месечно, а останатите над оваа категорија по 1.000 денари месечно. Освен ова, од ВМРО-ДПМН се настав дека во услови на инфлација од 20%, а потрошувачка кошничка над 50.000 денари, најавената помош од 750 денари за лицата корисници на право на надомест за телесна оштетеност е навреда. Според нив, истата треба да се дуплира на 1500 денари месечно за период до 30 април 2023 година.